платил 1100 евра за пиштол со калибар 9 мм, со избришани податоци за модел и серијски број, а потоа на 8 мај со умисла и од безобзирна одмазда со неколку куршуми во полното кафуле го застрелал 25-годишниот маж со иницијали ЕО. На почетокот од месецот пиштолот го купил во Скопје од непознат. Доцна синоќа, осомничениот турски државјанин за убиството во кафулето на градскиот плоштад во Штип заработи 30-дневен притвор. 30-дневен притвор им изречени на останатите четворица, кои му помогнале да го извршат ладнокрвното убиство. Сите осомничени кои се турски државјани се приведени во затворот во Куманово. Пред да го изврши грозоморниот чин, преку мобилна апликација се договорил со жртвата да се сретнат, за наводно да ги надминат недоразбирањата кои подолго време биле меѓу нив. По 15-минутниот разговор, осомничениот влегол во тоалетот во кафулето и веднаш излегол, при што го извадил пиштолот и ладнокрвно го застрелал 25-годишниот маж, нанесувајќи му повеќе прострелни рани. Истата вечер, останатите четворица осомничени, тројца мажи и една жена, сите на возраст од 22 до 28 години, на локација во Штип го качиле со автомобил БМВ, со кој управувала девојката и се упатиле кон Скопје. Кај на платната рампа Миладиновци, како од филмско сценарио, биле пресретнати од полициска патрола, пошто се дале во бегство, но веднаш потоа били уапсени. Ваквата координирана акција ја поздрави министерот Тошковски, охрабрувајќи ги честните полицајци во иднина да продолжат посветено да работат, обезбедувајќи им го потребниот мир на граѓаните. Министерството за внатрешни работи постапува координирано и ги превзема сите потребни действија за да можеме да ја гарантираме безбедноста како во Штип, така и на територија на цела Македонија. Сметам дека сето она кое што треба да се превземе од наша страна се превзема. Сметам дека Министерството за внатрешни работи апсолутно ефикасно делува при откривањето на секој криминал кој што е сторен на територија на Македонија. Гледаме една ефикасна реакција од страна на Министерството и во врска со овој конкретен кривично правен настан. Тројца од осомничените имале пријавено престојувалиште во Штип, додека убиецот и еден од помагачите биле без пријавен престој во државата. Според неофицијални информации, жртвата во 2023 година студирањето на Штипскиот универзитет го ставил во мирување.